Локалните јавни предпријатија во Македонија се даваат во долгови, покажува најновото истражување на Центарот за граѓански комуникации. Иако бројките не се толку високи, состојбата е далеку од добра. Според податоците, скопските јавни предпријатија кон крајот на 2024 година должеле околу 90 милиони евра, главно преку краткорочни обврски. Најголем должник е Водовод и канализација со 53 милиони евра долг, сума што е двојно поголема од неговиот годишен приход. Истражувањето покажува дека долговите не се резултат на капитални инвестиции, туку на секојдневното работење. Огромни загуби на вода и непроменетите цени на услугите со години го туркаат Водовод во загуба од 4 милиони евра годишно. Слично е состојбата на ЈСП Скопје, кое со непроменетата цена на билет од 2016 година ја завршило годината со долг од 16 милиони евра и јавен превоз што граѓаните се почесто го опишуваат како небезбеден и нефункционален. На државно ниво 126 од вкупно 128 локални јавни предпријатија должат 193 милиони евра. Дори 40% од овој долг го направиле само 10 предпријатија, а повеќе од половина работат со загуби. Само минатата година тие оствариле минус 17 милиони евра. Додека водата, јавниот превоз и хигиената создаваат загуби, паркирањето се покажува како најпрофитабилна дејност. Градски паркинг Скопје лани остварил речиси половина милиони евра добивка. Граѓаните плаќаат се поскапи услуги со ист квалитет. Предпријатијата тонат во долгови, а профит носи паркирањето. Прашањето е едноставно. Дали јавните предпријатија служат за јавен интерес или само преживуваат од година во година без план и одговорност?